Прашај го твојот соговорник зошто добив толкав едем при вакцинирањето со третата вакцина и дали тоа што ми направи едем умешните сестри е успешна третата вакцина. Тоа Одма. повеќе како малициозност и како воведу разговорот. Повели. Да, Чомовски, во моментов токму додека го поставуваш прашањето од таа страна, доктор Александар Ристовски од другата страна го објаснуваше на пациент за како да го добие оној вакцинален сертификат ако вакцините ги примал во Србија. Ние зборуваме за каков е интересот и што всушност се случува во Македонија, конкретно на поликлиника Букурешт, каде што, како што може да се забележи и во позадина, дека луѓе доаѓаат и се вакцинираат овде во моментов. Александар Ристовски, доктор Александар Ристовски, ви благодарам сепак на одвоеното време и да ве прашам пред се, каков е интересот за вакцинирањето? Дали пред се луѓето кои што доаѓаат овде се за првата вакцина, се за втората вакцина или она бустер трета вакцина е таа кој што и овие луѓе кои што ги гледаме во позадина ја чекаат? Тука може да се прими прва и трета доза. Се уште има интерес за прва доза, меѓутоа доминира трета доза, дефинитивно. Апелирам што е можно поголем број на граѓани да дојдат да примат прва доза, кој не примил. Очигледно дека вакцините се успешни и се многу поефикасни доколку си вакциниран отколку да не си вакциниран. Каде има поголем имунитет према ковид отколку без имунизација. Докторе, забележувате ли можеби сега со појавата на новиот сој Омикрон, кој што во Македонија се уште не е регистриран, меѓутоа прашање на време е, бидејќи за помалку од недела дена во 70 и неколку земји се појави таа варијанта. Забележувате ли дека можеби после појавата на Омикрон и интересот кај определен број на граѓани е уште поголем за да дојдат и таа прва вакцина која што можеби ја одбивале на почетокот, а сега ја... Има такви бранови и претходно беа забележани, очекувам и пак да има таков бран, да. Тоа се случува кога... И друг пат кога се појавил некоја нова ситуација во однос на ковидот, стално има некој така дополнителен бран на заинтересирани, да речеме, за вакцинација. Според вашето искуство овде, во поликлиника Букурешт, која возрастна група најмногу е заинтересирана за таа трета вакцина, која што исто така е... Точно кажавте, таа возрастна група пензионери, да речеме, над 60 години, потоа хронични болни, тие се најзаинтересирани. Меѓутоа има и луѓе кои од сите возрасти, не... Млади доаѓаат ли за трета вакцина? Генерално над 40 години. Над 40? Да. Добро, може би ја примаат таа трета вакцина на некој друг вакцинален пункт. Секако. Сум работел на повеќе пунктови. Повеќето што примаат третата доза се повозрастни, да речам. Меѓутоа, да, има од сите возрасти. Бидејќи сте биле и во ковид центри, сте работеле со пациенти од ковид, ја гледате разликата од почетокот со појавата на коронавирусот и сега. Колкава е таа разлика на луѓе кои што не се вакцинирани и се заболени и луѓе кои што се вакцинирани и заболени? Каква клиничка слика прашувам? Секако поблаги симптоми, поблага клиничка слика дава, кај тие што се имунизирани. Секако. Мислам, нема споредба. Па дури и тие што се хронични болни и постари лица, гледаме и асимптоматски да поминува ковидот кај вакцинирани. Тоа че голема е разликата. Лековите не се истите кои што претпоставам се користеа со пред почетокот на... Да, во тој поглед напредок има, меѓутоа голема е разликата со имунизацијата, се направи разлика во однос на самиот организам колку се одбранува према вирусот. Тука е разликата. Значи вакцинацијата си го направи своето. И сега ако направите споредба со првичните случаи и сега, клиничката слика е подобрена и полесна е за третман кај докторите или не?
Вака сега, ги гледаме бројките. Добро. Бројките се драстично намалени во однос на, да речеме, тој некој бран што беше пролета. Се уште имаме бројки и на нови позитивни и на, да речам, починати од COVID, меѓутоа тие бројки се намалени. И гледаме дека се уште доминираат во тие бројки и на позитивни и на починати од COVID, бројки на невакцинирани. Тоа само покажува дека вакцината си ја прави својата Примарна цел. примарна цел, точно. Да, бидејќи докторе рековте пред почетокот на разговорот дека пациенти ве чекаат дека мора да се вратите, ќе ве ослободиме уште едно прашање за крај само. Да ве прашам, кои се последиците на кои што вие сведочите како лекар, како доктор? Последици од коронавирусот, да, на луѓе кои што заболеле, се излечиле и сега, бидејќи, знаете што, има шпекулација еден куп, има луѓе кои што сами велат, ова се чувствувам полошо на градите после ковидот, бидејќи нешто ми се случува, ама не знам што е. Вие какви последици сте забележали? Па како прво, неколку месеци има поголема изнемоштеност. Потоа многу чести се последици трајни последици, да речам, по белите дробови, забележуваме. Често има последици по кардиоваскуларниот систем. Значи, генерално по сите органи. Меѓутоа, некај секако гледаме дека има луѓе и асимптоматски поминуваат. Меѓутоа, посебно кај тие хронични болни, последиците се поголеми. Да, и тоа е нешто што се лечи со текот на времето, нешто што се поправа? Најголем дел од овие работи се иреверзивилни. Неповратни, да. Добро. Докторе, ви благодарам на одвоеното време. Молам. Да, се најавивме со Чумовски, ако не се лажам, веќе колешката Кристина Атовска би требало да е во студиото. Така е, Чумовски. После овој разговор се враќаме со друга тема.